Почитуван господине Димовски, внимателно следав вашата дискусија и верувам дека сме многу близко. Единство, заедништво, консензус, но немојте назад. 27 години изгубивме. Немојте повторно назад. Дел од овие резолуции се од 90-тите години. Видовме што ни се случи во овие 2,5 декади. Ни заминуваат младите, сега губиме државата. Светот оди напред, ние каскаме по него. Свесни сме сите дека компромис можеше и мораше да се направи. Не заради тоа што Заев бил похрабар, или заради тоа што Заев, не знам, било какви одлуки донел. Не, годините покажа да го црпиме искуството и да учиме од него. И затоа треба да го слушаме и разумот и срцето. Прашањето е што, ако ја пропуштиме и оваа шанса? А редот е заедно. Дај Боже, сите заедно. Само тоа е редот. Ако ја пропуштиме оваа шанса, зарем веруват дека Каменос во некој друг договор ќе направи отстапка во наша полза? Не верувам. Ги слушаме коментарите кои се. Легитимни им се, ги боли, и дебатират за нив, и кај нас се легитимни. Сите ваши коментари и болат. И цена е таа, платена е. Ја платија и тие. Но со плаќањето на цените се прават компромиси. И се оди напред. Се подмрднува од мртва точка. Само преку компромис. Никако поинако. Добиваме конечно држава. Реално признаена и неоспорена од никој. Ја имавме, но имаше проблеми. Консензуално одлучувањето во НАТО и во ЕУ. И ако било прво ВМРО ДПМН за НАТО и за ЕУ, ајде да ги донесеме одлуките. Сега е моментот да ги донесеме одлуките. Зашто се бореа војводите наши, партизаните наши, сите ние во модерниот свет? Имаме признаен идентитет. Дајте инклузивен процес. Дај да го допотврдиме. Дајте интерактивност. Амандманите не смеем и недозволиво сами да ги пишем. Мора да даде пас и Уставната комисија и парламентот. За да се вградиме сите. Ова е овој процес. Референдумот вика одлуката се смета за донесена. Ако има мнозинство и ако има цензус. Не е донесена одлуката. И што правиме сега? Што да им кажеме на тие 600.000 што одлучиле да учествуваат? Оти тие што станале дома, не се сите против? Оти не излегува да бидат против? Да бидеме исправени пред одлуката. Одговорноста е преголема. Мора да донесеме одлуки. Ние сме тие, нема кој друг. И ова е нашето време. Исправено пред ваква одлука. И редот е заедно да ја донесеме. Верувам дека можеме да се допотврдиме. Исти се целите, немам дилема. И ВМРО ДПМН, и вашите коалициони партнери, и СДСМ, и ДОИ, сите наши коалициони партнери сме за НАТО и за ЕУ. Ако ја пропуштиме шансата е неповторлива. Дај да видиме како можеме низ инклузивен процес тоа да го направиме. Сведок е и господинот Мицковски и господинот Иванов, само да доврши. Секој разговор, секој преговорачки процес, секој телефонски разговор, информирав. Господ ми е сведок. Информирав. Да, на крајот, точно имавме различен дел за внатрешната употреба. Ама одлуката мораше да се донесе. И во Грција не беа сите заедно на преговорачкиот стол. Некој го зима гајлето и носи одговорност. Моја одговорност. Не е ваша, цела е моја. И ќе ја преземам комплетно моја. Но дајте да обезбедиме државата. Да обезбедиме и сигурносно, и безбедносно, и по аспект на едината. Господине Заев, што беше ваша одговорност? Заврши сега одговорноста е на овие 120 пратеници, кои што имаат иста тежина во своето одлучување и ист проблем во својата глава, да го најдат најдоброто од сето ова. Господине Заев, промашен е процесот. Без двете идеолошки линии на македонскиот народ, ние имаме само братоубиство. Така било пред 50 години, така било пред 70, пред 90, пред 100 години. Господине Заев, јас ви апелирам да разберете колку и да ви била добра намерата. Вие тоа го велите, јас го почитувам. Колку и да ви била добра намерата, одите во мртва улица. Треба да најдете начин, не сега постфестум, треба да најдете начин за заедништво, единство и консензус врз база на веќе донесените документи од страна на Собранието на Република Македонија. Господине Заев, нас ни треба компромис со Република Грција, но прво ни треба компромис помеѓу нас.
Ни треба разбирање помеѓу нас и ни треба и вие и господинот Мицковски заедно да застанете за едно единствено решение и една единствена позиција. Заради тоа што на оваа тема не треба да добиваме политички поени. Оваа тема и вас и нас како пратеници ќе ни виси до крајот на животот. Ако постапиме добро или ако не постапиме добро. Секој со својот вредносен суд. Благодарам.